Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Поздрав до сите вас со кратка порака за денес. Оваа порака е одговор на прашањата. Што е она што треба да го направам во животот? Што треба да променам? Од каде да почнам? Ќе бидете изненадени доколку ви кажам дека можете да си пророкувате себе си доколку се препуштите на духот. А знаете ли дека истото можете да го направите и за другите луѓе? Знаете ли дека постои молитва во посланието Ефесијаните 1 глава? Се молам Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение, за да го познаете и да ги просвети очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на повиканите од Него, колкаво е богатството на славата од наследството Него во светиите и колку е неизмерна величината на Неговата сила во нас, кои веруваме преку дејството на Неговата крепка сила. Таа сила он ја покажа во Христос, кога го воскресна од мртвите и го постави од својата десна страна на небесата. Повисоко од секое началство, власт, сила и господство, и од секое име со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот. И се му покори под неговите нозе и го постави глава над сите во црквата, кое е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се. Со оваа молитва можеме да се молиме како за нас, така и за другите, односно за најблиските, пријателите, ближните. Во посланието Филипјаните 3:12 апостол Павле се моли за себе и пишува: "Велам така не затоа што веќе достигнав или дека веќе постигнав совршенство, туку се стремам да го достигнам она со кој Христос ме достигна мене." Господ Бог ќе ги отвори вашите очи, за да видите што има во небесните места. Господ Бог ќе ги отвори вашите очи, за да видите што има во небесните места. Знаете ли дека небесниот татко може за миг да го промени вашиот живот? А што е потребно за тоа? Потребно да се биде послушен. Послушен на неговиот збор. Да се биде послушен на она што тој го говори. И го бара да го направиме тоа. Што значи? Напишете ја оваа молитва за вас, отпечатете ја на хартија, читајте ја реченица по реченица. Бидете фокусирани, дозволете му на Божиот збор да навлезе во вашиот дух. Не станува збор само за ментална активност, односно меморирање на зборови. Туку потребно е тие зборови да се вселат во нашето срце. Исус ни вели дека верата е од срцето и дека доколку поверуваш во срцето, тоа што го говориш ќе се исполни. Тоа го пишува во Евангелие според Марко 11:23. Имајте вера во Бога. Вистина ви велам, ако некој рече на оваа гора, дигни се и фрли се во морето, а не се посомнева во своето срце, туку верува дека ќе биде она што го рече, тоа и ќе биде. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го примите и ќе ви биде. Со други зборови, Исус ни вели дека доколку имаме планина на нашиот животен пат, можеме да и се обратиме и верувајќи во своето срце да ја отстраниме. За се е така. Доколку ни е потребна мудрост, се молиме за мудрост и со вера во своето срце веруваме дека ќе ја добиеме, како што пишува во Јаков 1:5. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога, кој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му се даде.
Таа мудрост доаѓа од небесата, од престолот на небесниот татко. Тој не се сомнева во нас. Тој веќе има план за нас уште пред да се родиме. Го очекува нашиот повик, ги очекува нашите барања. Тој го испрати Светиот Дух во нашиот живот преку раѓањето во Духот. Духот на Бог, Светиот Дух, не мисли за нас дека сме губитници или неуспешни. Тој не гледа како победници. Светиот Дух има токму онаа моќ, истата моќ што го воскресна Исус од мртвите. Штом се родиме наново, таа моќ престојува во нас. Дури Божите ангели не гледаат како победници. Така што, говорејќи, декларирајќи го она што е во нашиот дух преку Светиот Дух, ние пророкуваме за нашиот живот. Пророкуваме живот, здравие, благосостојба, успех, тоест она што го говори Небесниот Татко за нас. Некои од нас може би во моментов поминуваат низ тежок период, но Светиот Дух ќе ни ја покаже нашата светла иднина, ќе го покаже патот, излезот, решението. По Евангелие според Јован, Исус се моли за нас со следнава молитва. Се молам за оние што по нивните зборови ќе поверуваат во мене, за да бидат сите едно, како што си ти, Татко, во мене, и јас во тебе, па така и тие да бидат со нас едно, и да поверува светот дека ти си ме пратил. И славата што си ми ја дал, ним и ми ја дадов, за да бидат едно како што сме ние. Јас сум во нив и тие се во мене, за да бидат во се едно, и да узнае светот дека ти си ме пратил, и нив си ги возлюбил, како мене што ме возлюби. Врз основа на оваа молитва гледаме дека Бог не сака со иста мера како што го сака неговиот син Исус, дека преку Духот заедно сме со Исус и со Таткото. Ако го имаме Светиот Дух во нас, ако се препуштиме на Него, тогаш му оставаме можност да ни даде представа, слика за тоа какви сме всушност ние, што треба да правиме, каде припаѓаме, која е сликата за нас направена од Небесниот Татко. Замислете си го во умот она што го пишува во Светото Писмо. Замислете си го престолот на Небесниот Татко кој го пишува во пророк Исаија, например. Така сме создадени. Нели кога читаме, слики ни се креираат во нашиот ум. Добар писател ќе опише некоја сцена до деталности и ние веќе ја имаме сцената во умот. Зарем не е така? Истото и со Божиот збор. Бог ни ја дава сликата за нашата иднина, насоките по кои треба да се водиме. На овој начин можеме да ја оформуваме нашата иднина, нашата средина, нашиот свет. Така што, штом зборуваме, размислуваме за Божите работи, Светиот Дух стапува во акција. Нашиот ум е направен да можеме да разбираме, да перципираме преку слики, зборот да го претвориме во слика. Добар начин за постигнување на ова е штом сме добиле слика во умот од Светиот Дух, да ја запишеме, исто како што водиме дневник, да се молиме во Духот. Тој ќе ни даде инструкции, насоки, толкување. Да запишеме се што ни доаѓа како мисла, слика. Може да е некој стих од Божиот збор, сето тоа да го запишеме. Бидејќи сме составени од тело, дух и душа, Светиот Дух ќе започне да комуницира со нашето разбирање. Треба да му дозволиме на Духот да не води. Во Евангелие според Марко 14:38 пишува: Духот е бодар, но телото е слабо. Нашето тело не е толку послушно и се спротивставува. Токму заради тоа, треба да бидеме дисциплинирани, постојани, да се трансформираме преку обновување на нашиот ум. Па, драги мои, што ќе пророкувате за вас денес? Секој добро до вас. Елиезер.